Успешно се спроведува проектот Сервис за домашна нега на стари лица и лица со попреченост, информираа денеска надлежните од регионалниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша. Во проектот се вклучени 32 корисника кои што ги обслужуваат лиценцирани негуватели. Во посета на Порака наша денеска беше австрискиот аташе за социјални работи за да одблиску се запознае и информира за реализацијата на проектот кој го финансира Австриското министерство за труд и социјални работи, а се имплементира во соработка со Австрискиот Црвен крст, со Црвен крст на Македонија и Општинската организација од Куманово. On the one side it is very important to get in contact with relevant stakeholders. Министерството соработува со различни граѓански организации од регионот и овде финансиски го поддржуваме проектот за грижа на старите и на лицата со попреченост во градот. Воодушевени сме од ентузијазмот на Порака наша кои го имплементираат проектот и ќе овозможат одржливост во иднина на овој регион. Проектот се фокусира на пружање нега, поддршка на старите и на лицата со попреченост. Освен регионалниот центар, Фугер денеска се сретна и со представници на Сдруженијето Инклузива, Домот за стари лица Зафир Сајто, болницата, Центарот за вработување. Инаку заврши конкурсот за ангажман на лиценцирани негуватели за помош и нега на стари лица и лица со попреченост во рамките на проектот Ублажување на ефектите и последиците од COVID-19 на најранливите категории во општеството, со посебен фокус на постари лица и лица со попреченост, а се планира сервисот да се лиценцира и како таков да продолжи да работи. Проектот Сервис за домашна нега на стари лица и лица со попреченост на вистина даде одлични резултати до сега на терен. Ова е една вон институционална форма на социјална заштита, значи освен социјална заштита, значи на овие корисници на проектот нудиме психолошка поддршка, здравствена поддршка. Имавме и повик за негователи, ќе има обука во Црвениот крст во Општинската организација, значи во Куманово, затоа што планираме сервисот да го лиценцираме и да продолжиме да функционираме на овој начин. Потребата е огромна, дури имаме и листа на чекање како за стари лица, така и за лица со попреченост, бидејќи се повеќе во градот, а и во заедницата се препознава оваа потреба. Што всушност нашите негователи работат? Секојдневни практични активности, одржување на лична хигиена на простор, набавка на намирници, на лекови, сето тоа значи што оваа ранлива категорија не може сама да го направи. Со ова значи ги подобруваме условите и го подобруваме квалитетот на животот на овие ранливи категории. Сервисот во Куманово започна во февруари и веќе успешно функционира. Опфатени се рурални и градски средини, посочуваат од Порака наша.